Кога нема ништо друго на мени, повторно нови милионски суми ветени за Балканот и Македонија од Европската Унија. Сега нудат цели 6 милиарди евра за да шесторката од Балканот се европеизира пред евентуалниот влез во Европската Унија, кој никој не може да каже кога ќе биде. Колку овие пари се бенефит, говори фактот што само досега во Македонија се слеале над 810 милиони евра и над 1850 проекти за реформи, но резултати нула. По сумите во долари кои што ни ги изброја Американската амбасада, холандските, но и британските дипломати во Македонија, со многу нули се и цифрите на Европската Унија за реформи во секторите кои се најболни за македонското општество: демократија и владење на правото, за иновативност, за земјоделие и образование. Не помалку пари се вложили и за заштита на животната средина и климата, но и за транспорт. Пари се инвестирале, но учениците се без учебници втора година. Македонските градови високо котираат на листите на најзагадени. Земјоделците незадоволни протестираат и блокираат патишта. Нема доверба во правосудството. Парите вложени, но резултати нема. Нема ниту да има, се додека политичката волја е еднаква на нула. Реторичко е тоа прашање, дали чашата е до половина празна или е до половина полна. Јас мислам дека проблемот во Република Македонија е во тоа што нашата чаша нема дно. Нема систем Европската комисија кој ќе овозможи сериозна контрола на трошењето на тие пари. Има административни капацитети. Проблемот е во тоа што отсуствува политичка волја реформите да се направат. Јавноста е свесна каде и како завршуваат парите наменети за проекти и реформи, а граѓаните најмалку чувствуваат бенефит од големите суми за кои меѓународната заедница бара отчет. Политичките елити мора да разберат дека реформите треба да ги спроведат за граѓаните во Македонија, а не за Брисел. По тука оценката на Еди Рама дека Европската Унија фрла трошки е на место: 130 евра по жител за Балканот, а 400 за земите членки. Ако видите кој е износот кој вистински доаѓа до нас, до граѓаните во Република Македонија, ќе сватите дека тоа е уште помала цифра од онаја која ја промовира Европската Унија. И тука Еди Рама е во право, но пак ќе повторам, мора политичарите да се свесни дека реформите не ги правиме заради Брисел, туку ги правиме заради нас самите. Отчет за вложените пари за да се реформира гнилоста во македонскиот систем побараа и европските представници.